Промотивно видео за кандидатот за градоначалник на ТРЦ Назим Таипи, кој од редовите на коалицијата предводена од ДУИ. Ky është Nazim Taipi, kthimi I zemrës tek rënjët. Споделено промотивно видео за кандидатот за градоначалник на Тетово Байрам Реджепи, исто така од редовите на коалицијата на чело со ДУИ. Të dashur bashkëqytetar, sot ndodhemi në kodrën e diellit. Критички настроен извештај дека актуелниот градоначалник на Тетово и кандидатот влен за нов мандат го заборавил селото Шипковица. Ndërkaq brenda 4 viteve, kryetari aktual, siç thon banorët, nuk I ka shkel këmba në Shipkovicë. Ова се само дел од објавите на Неври Адеми во последните денови пред првиот круг од локалните избори во 2025 година. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги му избројала вкупно 217 објави поврзани со политика за време на изборите. Го наблюдувале како дел од истражувањето однесување на инфлуенсерите за време на кампањата. Mirë, atëherë unë s'pari do them që unë me profesion jam gazetar dhe gazetar më bën diploma Universitetit Shtetëror të Tetovës, e cila mua ma jep titullin gazetar dhe punonjës medje. Më pas më bën gazetar edhe punat të cilën e kam bërë. Unë kam punuar për një kohë të gjatë gazetar në për disa mediume dhe tani në fund kam hapur edhe mediumin tim Macedonia Press. Сепак, соочен со фактот дека во објавите промовирал одредени кандидати, додека критички обсервирал други, тој вели: Kam funksionuar në bazë të asaj që kam menduar se cila është pjesa më e mirë që mund t'ja ofroj publikut dhe ndjekësve të mi, ndërkaq të ju tregoj publikut përpara ditës së zgjedhjeve, pra ajo dita D që vjen, se në bazë të asaj që çka ofroj unë ato të shohin cila mund të jetë opsioni më I besuar e tyre për të votuar për të udhëhequr institucionin që nesër do të jetë shtëpia e tyre ku mund të kërkojnë rrugë të asfaltuara, të kërkojnë ambient më të mirë, të kërkojnë kushte më të mira për jetesë dhe unë ju kam ofruar çfarë ofrojnë kandidatët që ata nesër do t'i votojnë për institucionin komun. Профилот на Неври Адеми е само еден од вкупно 50 кои биле предмет на наблюдување од давму за време на локалните избори. Целна група биле инфлуенсерите што агенцијата во правилник ги дефинира како физички лица кои редовно објавуваат на интернет со цел да информираат, забавуваат или образуваат, кои имаат најмалку 10.000 следбеници и чија активност има и економска димензија, преку спонзорства, монетизација или комерцијални соработки. Освен квантитативното мерење, тимот експерти ја следел и содржината. За Адеми, кого го издвоивме затоа што според Тавму бил убедливо најактивниот инфлуензер во земјава за политички теми за време на изборите, заклучокот е следен. Најзастапени подтеми беа политички обвинувања, 57 објави, видеа или најави за или од политички настани или митинзи, 37 објави, саркастични коментари, 32 објави, повици за поддршка и гласање за некој субјект, 29 објави, спотови, фотографии со платено политичко рекламирање или ППР, 16. За 19 дена кампања пред првиот круг, агенцијата регистрирала вкупно 810 објави на профилите што ги следеле, од кои 306 биле на тема избори и политика. Инфлуенсерите станале предмет на интерес бидејќи имаат голем потенцијал да влијаат на јавното мислење при избори, но за разлика од другите медиумски содржини, за нив нема никаква регулација. Во таа насока при идни измени на изборната регулатива може би треба да се разгледа можност за нивно соодветно опфаќање, барем во делот на транспарентноста и означувањето на платеното политичко рекламирање, како и почитување на правилата за време на изборниот молк. На конференцијата на која беше презентирано истражувањето, присуствуваше и вториот човек на Сдруженијето на инфлуенсери и креатори на дигитални содржини Димитар Атанасовски. Тој вели дека не се против транспарентност и регулација, го поддржуваат предлогот за означено платено политичко рекламирање, ама и предупредуваат на можните замки. Проблемот не е инфлуенсерот овде. Видовме една презентација во која што се зборуваше што инфлуенсерите практично објавувале, затоа што овде сметам дека проблемот е во прикриеното политичко рекламирање. И тука треба да се биде многу внимателен за да не се направи замена на тезите, а тоа е наместо да се регулира платената политичка содржина, да се почне да се регулираат луѓето, нивните мислења и нивниот јавен настап. Дали и како треба да се регулира политичкото рекламирање кај инфлуенсерите е тема која се отвара во период кога е формирана работна група за измени на изборниот законник при Министерството за правда. На барање на ова министерство, АВМУ ги доставила своите предлози за измени во нивната област, но како институција не се поканети да бидат на маса.
Па прашавме дел од поголемите политички партии, кој е нивниот став? Дали треба и како може да се регулира активноста на инфлуенсерите за време на изборни процеси? Нас не е чест што прво сме тука да дискутираме, да ги слушнеме релевантните институции, да ги слушнеме здруженијата кои што јасно кажа кои се нивните ставови по однос на ова прашање, така да сметам дека треба да се дискутира и помеѓу политичките партии и помеѓу институциите да направиме еден квалитетен изборен законник кој што ќе биде во рамките со Европската унија, односно со европските закони. Доколку инфлуенсер е платен од политичка партија, кандидат или друг политички субјект за промоција, јавноста треба да биде информирана дека станува збор за платена соработка. Но кога инфлуенсерот изразува личен политички став без надомест, тоа треба да остане дел од слободата на говор и да не се третира како политичко рекламирање. Пред да изградиме став, треба да го видиме предлогот навму за ова прашање и треба да слушнеме како размислуваат и самите инфлуенсери како таргет група. Од опозицијскиот СДСМ велат дека не учествуваат во работната група за измени во изборниот законник, бидејќи, како што велат, власта на шверцески начин и без консензус ја укинала техничката влада. Од тука и коментирање на какви било решенија и предлози поврзани со законот надвор од работната група би било нечесно и лицемерно. Магнус Оман е директор на регионалната канцеларија за Европа на ИФЕС, меѓународна фондација за изборни системи. Тој вели дека се повеќе политички партии и кандидати ги користат инфлуенсерите во изборните кампањи и во тоа нема ништо погрешно. Но додава, потребна е транспарентност за трошењето на средствата што им се исплаќаат. Потенцира дека се уште нема меѓународен пример за ваква регулација, но дебатата сепак е глобална. So there are many examples where influencers are playing an increasing role. Obviously, the elections in Romania in 2024 is a key example of this, where the elections themselves were annulled because of claims of payments to influencers. In terms of the experience in other countries of regulating this issue, there is nothing at all. There's no country that has regulated this issue specifically so far. Тој вели дека при овој процес не треба да се брза со законски измени и со воведување силна регулација, туку треба да се вклучат инфлуенсерите, да се разгледаат можните алтернативи и полека да се оди напред. It's important to consider what may be effective, to introduce very heavy regulations and requiring massive financial reporting, etc., may not be very effective. Influencers are often young, enthusiast activists. They may not have a lot of administrative, financial, accounting experience. So it's very important to engage influencers and other stakeholders in discussions. Нашиот соговорник од Гостивар, кој според Авму бил најактивен инфлуенсер за време на последната изборна кампања, вели дека поддржува регулација. Dua që të ketë një regulativ, dua që të ketë një ligj mbi të cilin unë do të kisha punuar dhe ndoshta edhe do isha vlerësuar në bazë të punës time dhe bazuar në ligj. Pse dua ligjin? E dua ligjin për shkak se edhe ata që marrin, edhe ata që japin janë më të sigurt. Ndërkaq unë kam kujt t'i drejtohem dhe kujt t'i referohem në aspekt të asaj se çka duhet të bëj dhe çka nuk duhet të bëj. Do kisha dashur që të rregullohet, por jo kjo të na vëm mbi supë neve diçka që nuk mund ta mbajmë. Пред институциите е изнаоѓање баланс меѓу контролата на трошењето за онлайн политичко рекламирање, барањата на инфлуенсерите и заштитата на слободата на изразувањето. Со оглед на недостигот од примери за решенија во поразвиени земји, можеби македонското решение за регулација ќе биде пример за други, ако биде соодветно и квалитетно.